Почитувана председателка на Совет, почитувани колеги съветници, почитувани гости. Пред нас денес имаме на разгледување предлогот на граѓанската иницијатива Сопсова сака чист воздух. За нас се работи, кој себе си организирано, ТЦ преку социјалните мрежи, Facebook и вчера кој проверих имаше официјално 11.421 членува. Состојбата со менталниот воздух во Битола е повеќе од алармантна. И конечно беше граѓаните да окренат ова прашање на едно повисоко ниво, затоа што како вели нивниот слоган, за нас се работи. И сега, како стигнавме до што работеше локалната власт во овој период за подобрување на менталниот воздух и условите за нормален живот во Битола? Власта ќе каже што сработи, а ние, за жал, денес можеме да констатираме дека Битола е еден од незаградените градови во Европа, и тоа според светска банка. Еве што сработи опозицијата. На нашата седма седмица, значи веднаш по нашето конституирање, одржана на 15.7.2013 година, тоа значи повеќе од една година, го алармиравме Совет дека имат зголемен мобилитет и морталитет и дека податоците не се онакви какви што треба. Министерството за екологија треба да доставува комплетни податоци од двете мерни места и врз основа на нив ќе се даде процента на растениот ризик. Снежана Стилова. Побаравме поправка на мерните станици и прашавме како граѓаните на Битола ќе бидат навремено информирани за квалитетот на воздухот кога мерните инструменти се нисправни. Зошто општина Битола преку своите органи не алармирала дека нема мерни инструменти кои навремено ќе ни дадат реални показатели за загадувањето на воздухот? Зошто Министерството за заштита на животна средина дозволува да има мерни инструменти кои не функционираат? Наташа Петровска. Дадовме и предлози да се задолжи Комисијата за заштита на човековата околина да формира тело кој ќе треба да изврши компаративна анализа на состојбите на воздухот и тоа 2006, 2007, 2008 и години денаназад со сегашната состојба, затоа што има алармантна ситуација, посебно со пожарите изминатиот период. Да се донесе заклучок кој ќе возможи да се види дали нова останатата состојба со аерозагадувањето во Битола е настанато од нови загадувачи кои не се третирани доволно, што треба да се преземи доколку понатаму се продолжи со натамошно загадување, или пак има ситуација кога загадувачите се измени намалени. Советот не должен да го направи тоа. Бајле Чековски. Ни беше одговорено. Ќе ви замолам внимателно да слушате одговорот. Одговорот на Министерството бил дека може би се работи за грешка на инструментот или нешто што се случува во околината на метеоролошката станица. Ваков проблем со ПН частичките нема само Република Македонија. Тој проблем имаат и европските земји и Америка. Од сите информации може да се каже дека во Битола имаме чист воздух, затоа што ниту концентрацијата на азотни оксиди, ниту концентрацијата на въглероден моноксид не е драстично зголемена. Олдало замоса. Од дискусиите излегува дека се во градот е предмет на политичка борба. Советниците да се воздржат од понатамошни шпекулации, паушални научни толкувања, за да не се предизвикува заблуда кај населението. Владо Шакрис. Во врска со двете тези кои ги даде советниците, дека во 2006 имало чист воздух, а после таа година воздухот е загаден и дека опожарените шуми се причина за загадувањето, Владо Шакрис тврди дека копањето на улиците и асфалтирањето дури во зимскиот период може да донесе ситна прашина во воздух. Потоа следуваше барање на опозицијата во декември 2013 година за поддршка на нашата иницијатива за дополнување на дневниот ред на седмицата со точка информација за квалитетот на воздухот во Битола и конкретни активности кои ќе ги превземеме како општина. Додека ние водевме битка во
Советот на општина Биктола, загрижени за квалитетот или подобро речено за неквалитетот на воздухот. Еден дел од советниците од власта успеа да го стават Советот на општина Биктола на основните страхи на националните лиги. Нестарите советници најдат на Фейсбук, се сеќават. Това беше на истата таа седмица кога ние баравме вставање на точка на дневен ред. И гледате дека ти си само с слики. Додека битолчани од тие зимски месеци тишеа на шкрги, сите се сеќавате добро дека имаме забрана за движење, за проветрување, за работа. Власта продолжи си ги тера своите бизнес интереси и се сечеа редките зелени зони во центарот на градот. Сега, главното прашање каде беше Далевски? Далевски, со првата дама на Битола беше во Лондон. Пак, тогаш ќе поминуваше наградата од Битолска. Знаете битолскиот градоначалник кој ќе му даде награда за најдобар општински началник. Општински, значи општин градоначалник. Потоа следува лични протести со кои сакавте да го подигнеме нивото на свеста како кај локалните политичари, така и кај јавноста на овој проблем. Со страна на власта бевме смејани, бевме наречени патувачки циркус и со кратко тоа беше третманот на власт како на оваа тема на почетокот на оваа година. За после една година и 9 месеци, на 24-та седмица, одржана на 22 септември 2014 година, понеделник, Советот од притисок на јавноста донесе одлука за формирање координативно тело за следење состојба на амбиенталниот воздух. Нешто што го баравме во јули 2013 година. Што што го баравме во јули 2013 година, во притисок на јавноста го добиваме после година и пол. Година и 9 месеци. Сега, зашто датата на седмицата е толку битна, 22 септември и ден, понеделник? Поднесокот на граѓанската иницијатива, кој што представниците денеска го прочитаа пред нас, е во архивата на општина Битола е со печат 17 септември 2014 година. Тоа се гледа од документот кој ни прати. Тоа е среда. Во четвртокот имаме засилена политичка активност на ДПМН со трибини на тема загадување. Каде се користат летоците на пропагандниот материјал на иницијативата. За опетокот да имаме една, јас тоа беше нареков хибридна комисија, поради тука да реплицира на оваа терминологија, поставена во комисиите за мандатни прашања, Комисијата за заштита на човекова средина, во која јасно се виде конфузијата од националната војачка комисија. Оваа комисија ја водеше Игор Качиевски, воедно координатор на советничката група на власта, секако подпомогнат од Варо Шахтис. Битно е да се потенцира дека беа поканети и членовите на граѓанската иницијатива, членовите на комисиите, а за поддршка на битати партиски членови и нейните организации близки до власта. Ние кои бевме на таа комисија знаеме дека истата заврши доста неспокојно. Сега, моето прашање е зошто, иако беа поканети членовите на граѓанската иницијатива, на наредната седмица оваа точка не беше ставена на дневен ред. Не стигнала до председателката на Совет. Од среда, од понеделник. Во четврток имаме трибина на ДПМН, во петок имаме комисија
таква што беше хибридна, предводен од председател, тоест координаторот на советничката група, а граѓанската иницијатива, поднесокот за граѓанска иницијатива, не стига до председателката. Истиот стига до партијата, која брзо реагира со 3 линии. Значи, логиката кажува дека беше, или на некој му беше потребно дополнително време, да добие дополнително време да врши притисок врз иницијаторите на оваа иницијатива. Сега, што е толку страшно со истата? Што бара од граѓанската иницијатива? Има страшно признати. Прво, детектирање на причината за ненавременно сервисирање на мерната станица за амбиентален воздух Битола 2. Нешто што ние го побаравме лани во јуни. Сега страшно е. Второ, санкции против одговорните лица за настанатиот повеќегодишен проблем и санкции против евентуалните аерозаgadувачи. Нешто што ние го побаравме лани во јуни. Чиджака сте водили иницијатива. Санкционирање на мерните станици во рок од 30 дена. Исто така, нешто што ние како опозиција го побаравме во јуни. Сега, ако се одедаме политиката на ној, тоа е политика на пикање на главата од песок. Така е? Политика која власта ја практикува цело време. Нивната ароганција и манипулација која покажа и на минатата седмица, кога побаравме 8.000 евра за нова мерна станица, а тие гласаа застрашено. Јасно е нервозата по оваа точка и јасно е дека таа денес ми ја ремете розовата слика која што тие сакаат да прикажат за Битола. Во секоја нормална држава, за жал, Македонија одамна тоа не е, би не загрижила изјавата дадена во медиумите и социјалните мрежи од членови на иницијативата дека музичкиот хакерник, кој сакале да го организираат за подигање на свеста за овој проблем, е грубо одбиен од секретарот на општина Битола, господинот Кончановски, под образложение дека предпоставувал или предпоставувале дека има политичка задница. Сега, Боже е Боже. Добро луѓе, дали знаете дека со ова се кршат основните човекови права? Правата и слободите на човекот и граѓанинот се основни критериуми што осликуваат улогата на човекот и граѓанинот во една општество. Истовремено, тие си најасен показател за карактерот на оваа. Започитувани мои сограѓани. Во Битола денес тешко се диши. Треба да работиме на решавање на овој проблем. Но, прво, треба да признаете дека има проблем. Второ, да се извините за тоа дека досега го саботирате решавањето на проблемот. Трето, да ги поправиме мерните станици и да набавиме нови. Четврто, да го направиме регистарот на заgadувачи. Петто, да преземеме санкции за тие кои што донесоа Битола до овој степен. Какви санкции предлагате? Се затвориме фирми. Тоа, речетувани, е одговорно водење на политика. Се друго, како манипулацијата со консултативното тело, неканењето на првата седница на членовите од редовите на опозицијата, кои сите заедно ги избравме, полнењето на салата со партиски симпатизери не е начин на кој што треба да се третира овој проблем. Овде нема и не треба да има ниту политика, ниту популизам. Едноставно самогрижа за здравието на нашите сограѓани и нашето здравје. Габриела Илеска.